Без хигиена, без храна и облека живеат граѓаните во старото нервно оделение во Штип. Од 2011 година до денес велат немаат соодветно грејење, немаат тоалети, па секојдневно се борат да преживеат и да си обезбедат себе си на своите деца, барем еден оброк во текот на денот. Само 2 од децата одат на училиште, останатите се без образование. Родителите велат немаат услови да ги пуштат своите деца на училиште, бидејќи немаат хигиена, облека ниту храна. Ние кога се поплавиме, 2011 година беме во старата кланица екс-депонија што беше на ИСАР управата. Тамо седевме, поплавиме се и кога не преместија тука, они ни дадоа збор, викат 6 месеци, највише една година, како што рековте, тука ќе бидеме. А ние, за жал, толку години сме тука. А условите се катастрофа на сите, значи хигиената, вецињата, сакам да кажам, некој има најделна старо, некој болер, некој нема ич. Веćина што немат. Тука, значи, опожарени сме, како што знаете, и градот Штип има слушнато за тоа. Од 2017 година, како се случија пожарите, тие продолжија се до 2021 година. Опожарени сме, значи. Многу тешко преживуваме. Немаме услови за ништо, ни за водата, ни за грејење, ни за дрва, од секаде ни фуре, ладно е, така. Со мака. Ако немаме моментално збор, ќе земеме, па кога ќе земе социјално, ќе се одужеме и така. И углавно мора дето да го здравеш, да биде здраво право. Хигиената малку е катастрофа. Без вода. Тоа. Речиси никој од нив нема постојана работа. Живеат од социјално кое го земаат, па собираат пластични шишиња за да добијат динар плюс за парче леп. Дел од нив велат способни се за работа, па бараат вработување за да можат да го средат својот тежок живот. Не крадеме, работиме поштено по канти, одиме, собираме пластика, шишиња, железо, плек, бакар, од тоа живееме. Не работе никој, не е вработен, така, од социјално и тоа. Ние сакаме да работиме. Ние одиме у завод да се пријуваме редовно со години, ама има некој викат ќе ви се јавиме на бројче и така не ни се јавуват. Ни една не се на работа. Одевме по заводот, бараме за работа, одеме по фирмите, тражат се искуство, а ние немаме работено ништо. Така. Светлина во нивното секојдневие дава ветувањето од надлежните дека ќе се изградат типските куќи во Света Недела, со што тие ќе го решат своето стамбено прашање и ќе добијат топол дом и кров над глава. Проектот за изградба на типските куќи во Штип веќе започна, а граѓаните се благодарни што во ова време некој мисли и на нив. Да му се благодариме на градоначалникот. Ние сме благодарни од него зашто се префана за да ни прави бараките горе кај Мирјанина црква. Значи, од сите, во името на сите тука кои што живеат, на него највише благодарение имаме ние. Додека да се преселат во новите типски куќи, жителите од старото нервно оделение во Штип имаат потреба од храна, облека и средства за хигиена. Тие се со статус бездомници, односно лица кои се привремено згрижени. Овде живеат 41 семејство, односно над 260 лица, од кои над 100 деца.